Создаваме форми, не ограничувања. Креативноста не е машка или женска, таа е твоја. Тоа беше интересно. Мажот ми е столар. Работевме нешто за фирми вакви столаријата и од дома тоа баш сакав да видам како ќе изгледа крајниот производ и почнав да му помагам, да склопувам заедно со него, да лепам, бидејќи секогаш сакам да видам тоа што сум го направила, како ќе излезе, колку ќе бидам јас прво задоволна од тоа, а потоа и тие што ќе го купат, нели, што ќе стварно ќе се изредува дека е добро изработено. Посакам крајниот производ. Дрвото го познавав веќе и продолжив на припрема на сунгерот. Од сунгерот продолжив на лепење, на самото дрво се става нели сунгер и продолжува на кроење. Таму се обработува шаблони со кои што се тапацира, со црта, кожата. Таму работевме чисто со кожа, повеќе сум на кожа, али после се пренаменив и на штоф. Па би добиле многу ако стварно го засакаат својот занает, а сега денеска технологијата е многу поусовршена, ќе им биде многу полесно да го постигнат тоа што го сакаат. Сега има и CNC машини за кроење, има и помодерни механизации и други, така да не треба воопшто да се плашат и треба да напредуваат, бидејќи е многу посовршено. Не сакав да запишам во гимназија, сакав да бидам определена на нешто. Прво си мислев за архитектура, но потоа сватив дека сепак повеќе ме интересира натричниот дизајн. Кога ќе се запишеш во стручно си пренасочен на некоја професија, ти овозможува да работиш после средно, а со гимназија мораш да се запишеш на факултет да се пренасочиш некаде. Практичната настава е пред се еден предизвик. Таму со учење преку работа кај работодавачот, учиме како да создадеме нов производ и да направиме. Да, имам практична работа по фирми. Добивам повеќе знаења вработените и со компјутер имат повеќе посовремени технологии, посовремени апликации, програми кои го користат и таму повеќе изучувам. Па поинтересно е нормално на пракса, друго е да видиш да допреш. Училиштето е само теорија и да кажам за некој е потешко, бидејќи нели треба да запамтиш, а тука само доаѓаш и го гледаш тоа и не можеш да го заборавиш. Јас сакам искрено своје студио, сакам ја да си правам мој мебел, па ќе видиме прво со факултет, па како ќе биде. Сакам да продолжам на факултетот, шумарски факултет, да се продолжам истата струка и понатака да се занимавам со оваа работа. Да, ќе останам нова, ќе продолжам ова. Нашиот смер го има на шумарски факултет и исто така може да се запишеме архитектура, но јас сепак мислам дека ќе се одлучам за шумарски факултет, ама сепак по мојот смер. Ајде да изградиме стил, не подалби. Да обликуваме иднината по своја мерка, да ги срушиме стереотипите и да изградиме иднина.